Христијан Мицкоски не е сигурен дека ќе има средба со Урсула фон дер Лајен, а од евентуален притисок за промена на ставот за уставните измени не се плаши. Имаме ние многу теми кои што за нас се многу поважни од темата уставни измени и вклучително темата уставни измени. Ние нашите аргументи сме ги кажале, многу пати доаѓале во овие 16 месеци и многу пати по телефон сме разговарале, стотици пати со големи светски дипломати. Не сме слушнале од другата страна аргумент кој што нас може да ни даде една комотна ситуација, комфортна и да речеме, да, сега не убедивте. Секоја чест, еве рака. Напротив, многу пати на тие состаноци и во тие телефонски разговори ние со нашите аргументи сме ги разубедувале соговорниците, бидејќи добивале претходно важни информации од страна на луѓето во владата, меѓу кои е и овој кој што го споменавте, Бујар Османи. Во однос на изборите, односно кој датум за ВМРО ДПМН е прифатлив, Мицкоски изјави. Ете му бел лист хартија, нека седне, нека напише дата. Еве нека напише дата и блиску до тие два големи верски празници, зборам за Рамазан и за Великден. Он нека одлучи, како ќе одлучи, така ќе прифатиме. Само нека одлучи, нека го ослободи општеството, ако треба да се консултира, еве денеска има ручек со Груби и со Ахмети, нека се консултира, ако треба нив да добие зелено светло, нека бара зелено светло, како тие ќе одлучат, ние така ќе. Бујар Османи на Мицкоски му понуди бел лист во замена за уставни измени. Мојот совет е таа тема навистина да ја затвориме, да се посветиме на реалниве теми. Криминалци се убиваат по трговски центри сред бел ден. Главен заштитник на тие криминалци е и коалиционен партнер на нив е врхушката во Министерството за внатрешни работи. Се уште децата немаат учебници во училиштата. Здравството го тресе историски, епски најголемиот скандал онкологија, се шверцувале лекови кои што требале да бидат наменети за луѓето кои што се борат за живот, заработувале на смртта на луѓето и можам да ви редам уште многу примери. Тоа е она што го интересира македонскиот народ. Ова што нив ги интересира, не го интересира македонскиот народ и одговорот за тоа ќе го добијат на избори.